Хуманоста понекогаш доаѓа во најнеочекувана, но и најтопла форма преку мали дела што носат голема надеж. Оваа недела една ваква приказна ги обединува граѓаните на Скопје преку настанот Сладка лабораторија на добрината, посветен на поддршка за Јоце Блажевски. Повеќе за борбата, солидарноста и начинот на кој сите можеме да помогнеме, разговараме со Сузана Недевска, организаторка на настанот, воедно и сестра на Јоце. Сузана, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро. За почеток на нашиот разговор, со каква здравствена состојба се соочува Јоце и кога започна неговата борба? Јоце Блажевски ми е брат, се лекува во Русија веќе неколку години со матични клетки, рехабилитација воедно добива, вежби, масажи и роботика. Стекнат е со церебрална парализа, состојба на телото. Успешно веќе неколку години следи лекувањето, кое што донесе успех. Тој веќе оди сам со одалка низ домот. Кажете ми колку финансиски средства се потребни за неговото лекување и терапија и колку е итно да се обезбеди? Лекувањето беше закажано за април месец, го презакажавме за месец мај. Средства кои што се потребни за овој пат лекување се 8.000 евра, моментално имаме 6 и така дојдовме до идеја да ја направиме оваа хуманитарна акција, настан, за да можеме да ги дособереме средствата за неговото лекување. Настанот ќе се одржи во недела под името Сладка лабораторија на добрината, како што и најавив. Како се роди идејата токму за овој настан и што ќе им се понуди на посетителите што ќе дојдат? Така, настанот беше замисла на моја и на сестра ми, каде што рековме дека ајде ќе направиме нешто сладко, да возвратиме со сладко и на досегашните донации за лекувањето на брат ми и за наредните. Се јавивме кај нашите пријатели, фирми соработници и поддржувачи на вакви хуманитарни настани, желни да помогнат, ќе обезбедат храна, ќе обезбедат намирници, каде што целата храна на овој настан ќе се продава, да кажам, хуманитарна. Целосна донација ќе оди во касичка за лекувањето на брат ми Јоце. Ќе имаме на самиот настан и работилници, каде што ќе се изработуваат сладки колачи, торти, вафли и ред други, 13 се на број работи, кои што ќе допринесат да направиме една сладка лабораторија за целиот овој настан, па така и учесниците ќе можат да си понесат нешто благо за празниците, а и на тој начин да донираат за лекувањето. Од колку часот почнува настанот? Почнува настанот од 12 часот на 26 во недела, април, во лабораториум, каде што ќе имаме цел еден голем, убаво попладне, каде што ќе можат да си поминат луѓето што ќе дојдат, детско катче, музика, цртани филмови за најмладите, работилниците, така да целиот настан ќе донесе една убава смеа, радост и убаво попладне. И Сузана, за крај на нашиот разговор, кој е вашиот апел до јавноста и кои се пројавите и начините на кои граѓаните може да помогнат за вашиот брат? Пред се сакам многу да се заблагодарам за досегашната пружена помош, да се заблагодарам на можноста да го организираме целиот овој настан до целата јавност, колку тоа имаме поддршка цело време сиве овие години. И овој пат би сакала да кажам, ве замолувам да дојдете, ќе ни биде многу забавно, многу убаво. Оние кои што не се во можност пак да дојдат, ќе можат да донираат на телефоните кои што се активни на Телеком 143 163 и на А1 143 461. Така, Сузана, ви благодарам. Утро во Македонија наутро разговаравме со Сузана Недевска, организаторка на настанот Сладка лабораторија на добрината, што ќе се одржи оваа недела во Скопје со почеток од 12 часот и 30 минути.